Љубомир Јовески е еден од главните виновници за довербата од само 3% во судството и 4% во обвинителството, ама нискиот рейтинг не го погодува државниот јавен обвинител, обвинува опозицијата. Туку тој само си ја градал судската и обвинителската кариера кога социјалдемократите се на власт. Според претениците од ВМРО ДПМН, за сите поголеми афери, контроверзниот избор на Абази, поставувањето на симпатизерот на СДСМ Дамева за председател на судскиот совет, десетици истраги и предмети без епилог, вината ја лоцираат кај Јовевски. Една од причините за губење на довербата на граѓаните во судството и обвинителството е токму вашата амбиција да се кандидирате за уставен судија. Во оваа игра на тронови, јас би сакала да ве запрашам директно и отворено, по чија нарачка вие почнавте да расчистувате со Вилма Русковска. Ова е она кое што треба да го знае македонската јавност. Ниту сум на тронот, ниту владеам со обвинителството. Јовески ги отфрла сите обвинувања од опозицијата и тврди многу придонел во својата професија, а неговата професионалност можеле да ја коментираат само колегите обвинители. Нема никаква борба помеѓу мене и Русковска. Има борба за владење на правото, за правичноста, за обезбедувањето на доказите, за секој да си го знае своето место во рамките на Законот за кривична постапка. Претениците од СДСМ останаа воздржани од бројните обвинувања од опозицијата за мешањето на извршната во судската власт и партиската книшка за напредок во обвинителските кариери. Според извештајот за работењето на обвинителството кој го разгледуваа претениците, 172 обвинители постапувале против 45.405 сторители на кривични дела, а нерешени останале 14.800 предмети. Оправдувањето за тоа на Љубомир Јовески му беше недостатокот на обвинители, дури 90 помалку според систематизацијата, а и недоволниот кадар во службите.